Благодаря, подпредседателе. Моето процедурално се однесува на две прекршувања на деловникот. Првото прекршување се однесува на член 73 став 1 од деловникот, кој што вика дека седници на собранието може да свика само председателот на собранието. Од собранискиот сајт гледам дека председателот Гаши е во Вашингтон, си има средби со странци и физички е невозможно он да го потпише решението за свикување на седница, што ја прави оваа седница нелегална затоа што не е свикана од председателот. Второ прекршување е прекршувањето на член 74 став 1, кој што вика дека решение за свикување на седница 74 став 1, кој што вика дека решение за свикување на седница на собранието со предлог дневен ред и материјали се доставува до пратениците 10 работни дена пред одржување на седницата. И овој рок не е случаен, оти со нашето гласање ние тука имаме влијание врз милиони судбини директно или индиректно, а тоа не е играчка, оти става збор за живи луѓе. Ние материјали добивме пред 2 дена, не пред 10 дена, решение едно добивме вчера, ново добивме денес, значи не пред 10 дена, нема ни еден ден пред 2 сати го добивме последното решение. За да биде уште полошо, во материјалите има цели 10 закони по скратена постапка. Деловникот предвидува дека овој рок од 10 дена може да се занемари, но само во итни случаи на известување за итна седница не добивме. Подпредседателот се фати на став 3, но образложение на итноста не слушнавме. Ова е ново собрание, ново мнозинство или народски нова влада, но стари пракси и обичај, нели, на крајот секој процедурално да се побара, да се почитува деловникот, но јас не гам илузии дека тоа ќе се случи и затоа ќе се задржам само на констатирање на повредите. Благодарам.